За политичките случувања гостин во овие вести е членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Елизавета Канчевска-Милевска. Господја Канчевска, добре дојдовте во вестите на Сител. Добро најдов, ви благодарам. Канчевска, платформата од Тирана беше причина ВМРО ДПМН и ДУИ да не постигна договор за нова влада. Зошто за вас како партија е неприфатлива оваа платформа? Колку прашањата кои се отвораат со неа задираат во идентитетот? Па добро, знаете како кога станува збор за разгледување и дебата на самата платформа и доколку евентуално се реализира оваа платформа, сепак убедена сум дека ќе се загрози идентитетот на нашата држава, а сепак кога говориме за идентитет, знаеме што опфаќа идентитетот, тоа е јазикот и културата. Така да самата платформа која што е донесена во друга држава, значи во Тирана, и со самото загрозување значи на идентитетот, на нашиот идентитет, бидејќи во платформата имате воведување значи на покрај македонскиот јазик и неговото кирилично писмо, воведување на албанскиот јазик и неговото писмо. Исто така носење на брза резолуција во самото собрание во насока на промена на името, каде што ќе бидат вклучени други сите албански партии нели во преговарањето со Грција во насока на промена на името и брз влез нели во Европската Унија и членство во НАТО. Така да тоа е еден дел од самата платформа, но сепак ниту јавноста, ниту граѓаните не знаат што се крие таа платформа. Така да сето ова што се случува, значи, кое што се реализира од страна на Социјалдемократскиот сојуз, токму говори во таа насока дека целта е рушење значи на уставниот поредок на државата со промена и на името, со промена и на јазикот и воведување се разбира на албанскиот јазик и неговото писмо. Во изминатите години извршувавте функцијата и се уште извршувате функцијата министер за култура во владата на ВМРО ДПМН. Што вие како партија и како министер сте преземале што сметате дека е клучно во насока на заштита на идентитетот? Да, многу е значено сепак ова прашање. Јас би дала еден осврт и една анализа. Прво би говорела за тоа, Социјалдемократскиот сојуз, ке кажам, како партија, анализирајќи го и целокупниот период на 10 годишно сепак владење во нашата држава, можеме да видиме дека никогаш не покажала чувство на припадност ниту кон својот собствен народ, ниту кон државата. Ниту пак чувство кон својата култура, кон историјата, кон идентитетот. Тоа и можеме да го видиме ако направиме една софатна анализа. Така да во тој период ниту нешто е создадено, ниту инвестирано во културата. Знаете како кога збориме за културата, значи тој аспект, тој културолошки аспект кога сакаме да анализираме, можеме да видиме дека она што го кажав дека нема чувство на припадност, сепак да го аргументирам нели со факти и со аргументи. Тука можам да кажам дека воопшто ништо немаат направено во насока ниту за почит кон својата историја, ниту пак имаат инвестирано значи во насока на културата, во создавање на некои институции, градење на некои институции и така натака. Значи таа паралела говори дека нема чувство на припадност. Дотолку пак во овој период можеме да видиме дека навистина е направено енормно многу во насока на нашата култура. Од инвестиции, значи од изградба на театри, значи не само овде во театарот во Скопје, театарот во Велес, во насока на самото прашање на мултикултурализмот, веќе го отворам, нели прашањето на мултикултурализмот, значи ништо немаат направено во однос на тоа прашање. Ние не можеме да ги побиеме фактите од другата страна, значи во овој период на владењето на ВМРО ДПМН каде што се гради посебен театар за турската драма, значи за турскиот театар, каде што се реновира и се гради театар за албанската драма, значи албански театар. Се гради повторно театар заедно со цел мултимедијален комплекс и библиотека во Тетово. Се отвори една посебна институција Музеј на албанската азвука во Битола и ред други активности во делот нели на заштитата на културното наследство, бидејќи секогаш сум говорела, не знам дали сте следеле, дека мултикултурализмот за мене лично го сметам како огромно богатство, огромно наследство за Република Македонија. И сепак тој почит кон тој мултикултурализам можеме да го видиме од оваа страна, наспроти нели владењето на Социјалдемократскиот сојуз, каде што немаат буквално ништо направено на прашање на тој мултикултурализам. Значи сите оние инвестиции, сето она вложување што го имавме
видиме. Па камо ли да говориме дали е поставено одредено спомено обележје за наши историски личности кои што имаат оставено траен белег за нашата независност и сувереност, кои што ги оставиле своите животи, сепак ние да имаме оваа држава Република Македонија. Затоа велам, значи тоа чувство на припадност никогаш не постоело кај Социјалдемократскиот сојуз и како партија и како членови на партија и како програма и платформа. Ние во овој период, во овој изминат период, многу е специфично нешто што сакам да го посочам, а тоа е еден социопсихолошки модел и концепт кој што го создаваат преку деструкција, насилство и преку говор на омраза. Сето тоа можевме да го видиме во овој изминат период, значи и преку самата платформа на таа шарена револуција, каде што главниот лидер господинот Зоран Заев заедно со толпата фрла, каменува одредени споменици, пали одредени државни институции, се шири таа говор на омраза, каде што се настојува да се разнишаат основните вредности во државата, меѓучовечките односи, семејните вредности. Ние видовме дека тој принцип, тој говор на омраза што доведе до овој момент. Да немаме почит кон семејните вредности, да немаме почит помлад кон постар, да немаме почит кон нашите собствени деца, кон младината. Ние во овие вчера ве видов едно нешто што навистина бев запрепастена, каде што го видовме професорот Фрчковски, каде што напаѓа дете. Значи, професорот е професор каде што треба да ги воспитува децата, кои се вредностите, значи, кои се тие вредности кои што треба да се негуваат, а не да тепа деца. Мислам, тоа е неприфатливо. Да, ние во случај имаме и подоле во вистите ќе имаме одредени реакции. Мислам дека е тоа неприфатливо и затоа го спомнав, значи, тој социопсихолошки концепт и модел кој што предизвика таква говор на омраза. Ние гледаме што се шири по социјалните мрежи. Значи, повеќе не постои почит, како што кажав, помлад кон постар, семејни вредности. Значи, целта е да се нарушат основните вредности и меѓучовечки односи. Ја споминавте шарената револуција, сега деновиве во многу градови низ Македонија гледаме едни поинакви демонстрации под мотото за заедничка Македонија. Кој е вашиот партиски став кон овие протести? Па добре, еви кога ќе земете, значи дадов една анализа на самата програма на Социјалдемократскиот сојуз, нели, во нивно владење, и исто не спомнав дека во овој период место да видиме некои добри позитивни проекти, позитивни реформи, да се надпреваруваме, нели, како две политички партии со најголеми што се вели во нашата држава, со програма, со проекти, со реформи кои што се во интерес за државата и за граѓаните, ние гледаме еден сосема друг концепт. Така да и доколку ја анализирате овие протести кои што деновиве се случуваат, каде што гледате дека граѓаните мирно излегуваат на протести. Значи, гледате баба, дедо со внуче, родители, постари генерации, помлади генерации на точак мирно се движат и даваат подршка на овој граѓански протест, еден вид. Гледаме позитивни пораки се праќаат. Значи, не постои во ниеден случај ниту говор на омраза, ниту постои насилство. Значи, чувствата кај граѓанинот во насока на зачувување на унитарноста на државата, на националните и државните интереси, сега можеме да го видиме. И ние не можеме тоа да го побиеме. Ова се позитивни, мирни протести, значи на граѓаните, кои што се во насока на зачувување на нешто што е најисконско за државата, а тоа е идентитетот. Наспроти, морам да кажам, шарената револуција, каде што ја гледавме таа толпа која што уништува, пали државни институции, посегнува по историски личности, по историски споменици, кои што одаваат почит. Значи, граѓаните се согласиле да се постави еден таков спомен обележје или споменик, се со цел да се одаде почит кон историски личности кои што оставиле свој животи за оваа независна и суверена Република Македонија. Канчевска, многумина се загрижени за разврската на оваа политичка криза. Кој е според вас излезното решение? Сметам дека пак ќе почнеме од платформата. Имавме избори во декември. Доблесно и честно беше Социјалдемократскиот сојуз на овие избори во самата програма да ја произнеси оваа платформа. Кажав и на почетокот, спомнав две прашања околу идентитетот, нели јазикот,
промената на името и така натака, но сметам дека оваа платформа крие уште многу работи кои што засегнува, кои што сепак се врши удар врз унитарноста на државата и сметам дека единствено решение се предвремени избори, бидејќи нас не очекуваат локални избори кои што мора да се одржат во државата. Предвремените избори мислам дека се најдоброто решение да Социјалдемократскиот сојуз си ја постави оваа платформа во неговата програма. Нели легитимно е да Социјалдемократскиот сојуз смета дека е позитивна оваа платформа, но сметам дека судот за оваа платформа треба да го дадат граѓаните. Граѓаните се тие, не треба да заборави Социјалдемократскиот сојуз, кои што го даваат легитимитетот. Кои што го даваат и не само легитимитетот, туку даваат и мора да дадат одговор, значи, на сите овие работи кои што се наоѓаат во платформата, дали се согласуваат, дали не се согласуваат, бидејќи сепак тоа се највисоки државни и национални интереси. Не може, јас не знам од каде го црпи правото господинот Зоран Заев да без согласност на граѓаните зад скриени тајни предговори и вакви тајни платформи кои што се донесени во друга држава посегне по унитарноста на државата и по највисоките државни и национални интереси. Граѓаните се тие кои што одлучуваат за највисоките државни и национални интереси. И затоа сметам, доколку Социјалдемократскиот сојуз легитимно е да смета дека е позитивна оваа платформа, таа платформа да се даде на овие предвремени избори, бидејќи нормално на изборите кои што ги имавме во декември, платформата не ја видовме, таа е скриена. Нормално граѓаните не можеа да се изјаснат за самата платформа, затоа сметам дека најдобро решение се предвремени избори, бидејќи имаме и локални, трошокот што се вели нема да биде голем, ќе биде заедно со самите локални избори, но граѓаните се тие кои што треба да го дадат судот, треба да го дадат одговорот дали се согласуваат да се направи промена на името, редефинирање и сите останати скриени, што се вика, елементи, сегменти кои што се наоѓаат во таа платформа. Затоа повторно ќе кажам дека и ќе завршам со тоа дека крајната цел е многу јасна, прејасна, нели, во однос на целокупната оваа игра што се тера кон ВМРО-ДПМН, а тоа е промена на името и идентитетот на нашата држава. Господја Канчевска-Милевска, ви благодарам за гостувањето во Вестите на Сител. Благодарам на вас.